од центарот на градот, па и да видиме каков, веќе на големо сонцето огреало. Мартин, утринава така започна денот, значи што ни ветува еден убав прв ден од викендот и денеска и утре со продолжени часови за да може да се излезе надвор. Полициски час денеска од 19 часот, но се разбира имаме една многу убава тема која што ја отвараш и се разбира ќе зборуваш со, како ја нарекуваат, кралицата на маратонот, Весна Кираџиева. Повели. Трето, добро утро, Јована. Поздрав до гледачите на утринската програма на телевизија Сител. Ние се наоѓаме во срцето на градот, доста раздвижено можам да забележам утринава на плоштадот Македонија. Токму овде требаше да поминат маратонците кои што традиционално го трча Скопскиот маратон. Требаше да се одржи на 10 мај, односно утре, но поради вонредната ситуација и новонастанатата состојба со коронавирусот во Македонија, истиот е одложен и презакажан. Овде до мене ја имам македонската кралица на Скопскиот маратон, Весна Кираџиева. Весна, добро утро и добре дојде во Јасака, Македонија. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Така, веќе најавив дека Скопскиот маратон е одложен. За кога е закажан? За 4 октомври, значи на есен. Се надеваме дека ситуацијата ќе се подобри до тогаш, дека нема да има проблем повторно да се презакажува. Така, ти планираш да трчаш, така? Секако да. Кажи ми, како се одвиваат подготовките, бидејќи нели знаеме дека секој маратонец пред да го истрча оној Скопски маратон подлежи на претходни подготовки. Ти како еден атлетичар како се подготвуваш? Вака, со оглед на тоа што сум атлетичарка и што континуирано го правам повеќе години, подготовките од есента веднаш после мала пауза продолжуваме веќе во зимскиот период. Сега со оглед на тоа што ситуацијата малку ни е променета, динамиката на тренинзите ни се променија со оглед на тоа што и трките беа откажани, моравме малку и тренинг програмата да ја промениме, да ја адаптираме, особено со полицискиот час, со временскиот интервал во кој што ни е дозволено да излегуваме надвор и да ги изработуваме нашите тренинзи, но да кажам со помал интензитет, со помал капацитет, но и понатаму продолжуваме да ја одржуваме таа кондиција, односно да продолжуваме да останеме во ритам, бидејќи кога веќе еднаш ќе излезеш од ритам, потоа е многу потешко да се вратиш, затоа ни е потребно и понатаму да сме во тренажен процес, без разлика што е намален, што просторот за тренирање ни е помал, но се снојем. Така, Весна, веќе 2 месеци имаме вонредна состојба со полициски час. Многу од спортските активности кои што за жал не може да се изведуваат на затворен простор, туку само на отворени терени, за жал не се извршуваат. Кажи ми, според тебе, подзапре спортот во Македонија поради оваа ситуација? Па да, дефинитивно е подзапре. Мислам, тоа е веќе може да се увиди, посебно затоа што се откажани сите спортски настани, сите настани генерално се откажани. Особено да кажам оние спортските игри, како што се фудбал, ракомет, кошарка, тука е повидно бидејќи тие собираат поголема маса на публика во самите спортски објекти. Ние додека за нас атлетичарите е под друг аспектот, бидејќи ние секогаш трчаме на отворено. Мислам, за нас кои што трчаме на долги патеки, кои што се подготвуваме за Скопскиот маратон или за некои други маратони, можеме да го изработиме тренингот и на кеј, на водно. Значи сме на широк отворен простор каде што не е дозволено да се движиме, за разлика од оние спортови кои што мора тренизите во затворено во сала да ги работат, за нив веројатно е многу поспецифично и потешко да се адаптираат на сите овие промени. Имаме ли алтернатива за таквите спортови? Како да останеме физички активни во овој период? Секогаш може да се остане физички активен. Се работи за импровизација. Значи во овој период буквално се импровизација, исто како што и ова емисија и сите активности кои што генерално се случуваат се малфитни импровизација. Гледаме да се адаптираме, да направиме колку што е можно да извлечеме максимум од целата ситуација. Со тоа што препорачуваме луѓето кои што можат да излезат во оние надвор од полицискиот час да излегуваат да трчаат надвор, оние кои што не се во можност, се во
во работни односи во оној период кога е дозволено излегување и потоа повеќе немаат време тоа да го прават нели во домашни услови. Сега повторно ќе кажам, не е тоа за мене посебно ако се подготвуваме за маратон кој што е нели 42 километра, тогаш останување дома е многу тешко, посебно ние 3 дена кога бевме во полициски час затворени цело време дома, тогаш нема буквално замена за некој кој што тренира маратон. Меѓутоа за некои кои што се занимаваат нели со рекреација, секако дека може да останат активни и е потребно да се остане макар со истегнување, бидејќи седењето дома пред телевизор или на компјутер многу негативно влијае на здравјето и уште повеќе го влошува и самиот имунитет, додека било каква физичка активност од половина час од час секогаш добро влијаете на градење на имунитетот кој што во овие моменти е многу значаен со ваков тип на зарази на вируси. Мене ме интересира дека ја начна темата за оној 4-дневен карантин за великденските празници. Како изгледа денот во карантина еден атлетичар кој што е доста активен? Па, се сноѓаме повтор, како што кажав, некои што се однесува до физичката активност, правевме некои, мислам, конкретно ќе зборувам за себе, само некои лесни вежби, повеќе за снага, како стомашни, грбни, вежби за рацете, буквално колку да се оддржиме во тие 3 дена, да не се повеќе за да не се спобуделе дома. Потоа продолжувам со мојата активност, бидејќи соработувам нели како поддршка за Скопски маратон како дел од организациониот тим. Тука голем дел од тој период го поминавме буквално во дискусија како да ги мотивираме понатаму луѓето, смислувавме тактики, соработувавме повторно нели сето тоа се работи онлайн, на тој начин се одвива комуникацијата, се читаат книги, се готви, посебно затоа што беа великденски празници, така што имавме мотивација да останеме дома и повеќе да се посветиме во кујната и да внимаваме на тоа што јадеме. Кога сме кај готвењето и јадењето, како изгледа менито на еден атлетичар? Сакам да кажам дека обично, знаеш, често ме прашуваат тоа прашање и често станувам збунета затоа што за мене е тоа еден вид на начин на живот. Не е нешто кое што го седнувам и го размислувам што ќе биде здраво денеска за мене или што ќе тоа е навика, бидејќи јас сум веќе 22 години професионално во атлетиката и тоа веќе станало за мене еден вид на навика дека таков тип на исхрана телото ми бара. Значи, не можам да кажам дека луѓето често знаат да кажат добро, вие не знам, не пиете кафе, не јадете хамбургери, алкохол. Не е точно. Особено посебно кај рекреативците ова исхрана е малку поразлична. Меѓутоа сепак се внимава, нели? Не можам да кажам дека не јадам воопшто хамбургери или нема да се напијам пиво или кафе воопшто. Тоа значи е едно од најголемите стереотипи, кафења се пијат најнормално, посебно кај спортистите, бидејќи еден вид на мала стимуланса. Така што за исхраната секогаш се внимава, нели, гледаме да внесуваме баланс. Тоа е најважно. Значи и другата најважна работа, особено за оние луѓе кои што ќе кажат не слабеам, како тоа, трчам, не слабеам. Работата е колку внесуваме, толку и да трошиме, односно да има некој баланс повторно. Значи доколку вие се пренајадувате после секој оброк и многу малку се движите, тогаш нормално е дека и телото само ќе ви ги складира таа вишок на храна, нема да ја троши. Весна, ти веќе ни најави дека ќе учествуваш на годинешниот Скопски маратон, кој што ќе се одржи на 4 октомври. Кажи ми, дали може би планираш да трчаш и на други маратони? Да, ќе видиме, значи сепак се зависи од ситуацијата како понатаму ќе се развива. За други маратони конкретно, значи кога зборувам за маратон, зборуваме нели за 42 километра, што се работи за другите трки, имам во план повторно, како што кажав, повторно се зависи од ситуацијата. Битолската трчајбе ми е во план, која што е 10 километри трка, исто така полумаратонската трка која што ја планираат за прв пат овој пат во на Охрид трчат. Тие се некои домашни трки кои што ми се фаворити, кои што би сакала да учествувам. Стискаме палци дека ќе се подобри ситуацијата. Едната е закажана за август, Охрид трчат, додека трчајбе во Битол е закажана за подоцна некаде во септември, така што повторно и ние
тркачите и тие како организација зависиме, да кажам, затоа што ние сепак на некој начин иако јас сум репрезентативка, ние немаме хонорар од тоа, туку ги добиваме буквално од овие трки на кои што учествуваме и се надеваме нели на висок пласма за да можеме да добиеме некој вид на финансиски надоме за да можеме понатаму да тренираме. Ако може да се резимира на колку трки имаш учествувано? Многу. Многу? Нема конкретна бројка? Не можам да кажам конкретна бројка, сигурно се 1000, ако не и повеќе. Затоа што, како што кажав, тренирам од 22 години, годишно можеби, не знам, имаме по 30 настапи, така што... Да, во духот на она импровизација која што нели ти ја нарече, во оваа ситуација Сдруженијето прв до врв организира и сака да реализира виртуелни трки. Може ли да ни кажеш малку повеќе за тоа? Не сум дел од прв до врв, така што не би можела конкретно за прв до врв да кажам, меѓутоа ете за Скопски маратон можам да кажам дека и ти организираат виртуелна трка која што е моментално едно од најмасовните кај нас. Затоа што започнавме токму со таа намера да ги раздвижиме луѓето малце да излезат, значи од ова секојдневие на депресивни мисли и затоа решивме нели сепак од организационот одбор на Скопскиот маратон решија да го малце да ги раздвижиме луѓето со оглед на тоа што 10 мај е денот кога беше планиран да се истрча Скопскиот маратон, затоа и решивме токму во овој период, значи од период од 5 до 15 мај, луѓето кои што сакаат да учествуваат на виртуелната трка да настапат и токму и тоа е целта на виртуелната трка, луѓето да не се собираат на еден настан каде што ќе биде масовен, туку да може секој во својот град, во својата област, секаде каде што сака во овие 10 дена да може да се истече еден вид на трка. Мислам, многу ти благодарам за гостувањето во утринската насител Ја сакам Македонија. Фала ви и на вас што ме поканивте. Студиоите видовме дека и спортот не е заобиколен за жало од пандемијата на коронавирусот, како што зборувавме во нашето прво вклучување, направивме кратка ретроспектива, односно запловивме низ оној времеплов на Скопје, како некогаш и сега се справувале со пандемијата, видовме и каква е ситуацијата со цвеќињата, односно со посебните протоколи за свадбите и дезинфекцијата на Бидермајерот. Уште еднаш и пред крајот на ова линковско вклучување би сакал да ги потсетам гледачите на телевизија Сител дека полицискиот час е продолжен за овој викенд, истиот ќе трае од 19 часот навечер до 5 часот следниот ден. Повторно се поделени возрастните групи, па така помладите имаат право на излез од својот дом од 13 часот па се до 19 часот, додека пак постарите може да уживаат во прекрасното време од 5 наутро до 12 часот напладне. Студио? Со оглед твојата локација во центарот на градот и при убавиот плоштад Македонија, ќе искористам да те прашам неколку прашања. Прво, дали се почитува правилото на носење на маски? Дали забележа дека граѓаните што се разминуваат со тебе и на плоштадот дека носат маски? И следното прашање ми е со оглед на старосната граница, граѓаните над 67 години имаат право до 12 часот да излегуваат. Традиција е некако во Жена парк, што ви е спроти локацијата каде што вие се наоѓате сега спроти Македонија, Порта Македонија, некако да се собираат традиционално да играат шах и така натаму. Па можеше ли да се забележи дека граѓаните од третото доба се веќе излезени и активни до 12 часот? Јована, колку што може да забележи дежурната екипа на телевизија Сител, која се наоѓа овде на плоштадот Македонија, е дека генерално се почитуваат оние препораки од Министерството за здравство, односно оние кои што се излезени во овој период од денот, односно возрастната група, генерално носи маски. Оние кои што се љубители на велосипедите, односно велосипедистите, не носат маски, меѓутоа нели такви се и препораките. Не гледаме поголемо групирање, така што генерално се почитуваат препораките. Добро, тоа е важно, а само така ќе издвојуваме како победници оваа борба. Ти благодарам.